Дистрикт, Цивил прес студио, интервју на Зоран Иванов со Владо Бучковски. Википедија за Владо Бучковски, но само понешто тргнато од таму. Поранешен премиер на Република Македонија и поранешен председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, доктор на науки, универзитетски професор, професор по римско право на Правниот факултет при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, член на Државна изборна комисија, председавач на Совет на град Скопје, министер за одбрана, во еден кус период председател на СДСМ и председател на македонската влада, а во декември 2012 година го напушта Социјалдемократскиот сојуз и е соосновач на своја нова партија, но без позначаен изборен успех. Владо Бучковски, добре дојдете во Дистрикт Цивил прес студио. Добре ве најдов. Актуелните бугарско-македонски релации, ајде директно првите минути за тоа во Дистрикт. Значи, Иванов, нашите релации по 2017 со Бугарија, по подпишувањето на договорот, требаше да кулминираат во едно искрено пријателство и поддршка од страна на Бугарија како членка на НАТО и како членка на Европската унија. За жал, по блокадата, по ветото од минатиот ноември, влеговме во една фаза каде што наместо да градиме пријателство, сведоци сме на исклучително нарушени билатерални односи, една ситуација која налага потреба да се преиспитаат сите наши чекори што ги правевме од 2017 до денес. Има ли грешка кај нас? Што беше причината да еден период кој требаше да значи завршување на периодот на стагнација во односите меѓу двете соседни држави, кои го припишуваат многумина на врските кои ние ги имавме во поранешната Југословенска федерација, оддалечувањето од еден народ, од една држава која реално е блиска до нас и каде лежи основната причина за нарушените односи. И има ли шанси тие да се надминат? За шансите ќе зборуваме. Каде е поентата, каде што се нарушени односите? Договорот од 2017 година. Еве, и мене не ми е сосема јасно, но и за гледачите. Таму никаде не пишува за терминот заедничка историја. Не постои во договорот. А тука се сопнуваме веќе 3 години во разговорите со Бугарија. Клучот е токму во тоа, Иванов, кога е правен договорот, од наша страна го прави владата на премиерот Заев, министер за надворешни работи е Никола Димитров, се продолжува онаму каде што беше застанато со декларацијата од 99-та, што е подпишуваат на времето Георгиевски и Костов. Значи, исчекорот кој следи после 18 години требаше да ги затвори двете отворени прашања. Тоа е инсистирањето од бугарска страна околу заедничката историја и нашето инсистирање за посебноста на двата народи. Но тоа не постои во договорот, терминот заедничка историја. Во договорот кога се говори за заедничката комисија која треба да го разгледува периодот на заедничката историја, се извлекува поентата дека преку заедничката историја, преку одбележувањето на заеднички настани и личности, кои би ги договориле. Дека преку заедничка комисија историска, во историскиот дел, ќе се детерминира и заедничката историја. Заедничката историја создаде... Меѓу кого? Заедничка историја меѓу нашата држава и бугарската држава. Значи држава, не македонскиот и бугарскиот народ. Значи, околу народот пишува два народи, тој исчекорот кој е направен во договорот. Народите, нашето инсистирање беше двата народи, таму стои народите, но тоа за нас беше дистинкција дека конечно имаме еден исчекор напред. Очекувањето од наша страна беше да се затвори прашањето за јазикот. Како што велат, ја признаваат реалност. Да, но јас тука додавам, во реалноста ние имаме едно незатворено прашање, а тоа е нашиот мајчин јазик, македонскиот. Во договорот уште стои формулацијата од 99-та. дека тоа е официјален јазик согласно уставот на Добро, но таму стои согласно уставите на двете држави. Согласно значи, тој договор е да. доволно фер
И бугарската страна вели според нивниот устав е јазикот. Значи, овој пристап кој вие сега во интервјуто со мене го демонстрирате, би не довел до позиции да речеме, па добро, може би ова решение како преодно сепак ни дава за право да не се чувствуваме дека некој сака да го загрози идентитетот. Значи, идентитетот кој мислевме дека го зацементиравме со Преспанскиот договор, затоа што главната поента беше дека јазикот е придобивката која имаме, а додавката на географската одредница само прави дистинкција со спорот што го имавме повеќе од 20 години околу нашето уставно име. Мислам дека само уште еднаш да бидеме пред. Сега излегува дека не е бетониран идентитетот македонскиот јазик или идентитетот преку македонскиот јазик. Според мене, за нас нема дилеми дека е бетониран. Но инсистирањето, значи проблемите настануваат, Иванов, и тука веројатно ние преокупирани со домашните проблеми. Тоа е есента 2019, првото вето кој го имавме од Франција, понудената оставка од Заев и договорот за предвремени избори. Па ковид кризата не доведе во позиција како ние сега што разговараме, разборито рационално да направиме анализа што тоа се случи и зошто дојдовме во позиција да преку декларацијата на бугарскиот парламент и преку објаснувачкиот меморандум кој го подготви бугарското министерство за надворешни работи да се почувствува загрозеност на нашиот идентитет преку барањето во тие документи да биде дополнително барано во понатамошните разговори, преговори, во преговарачката рамка, ако сакате денес, да стои објаснување каква е етногенезата на македонскиот јазик. Може ли да констатирам дека ние во светски рамки, бидејќи сме забележени после Преспанскиот договор како Република Северна Македонија со јазик македонски и дека сме единствената држава во светот што го носи брендот, условно да речем, Македонија како држава и единствениот народ македонски кој зборува македонски јазик, ние со светот немаме проблем, бидејќи таму сме регистрирани. Имаме проблем со Европа, практично поради соседот Бугарија. Но и со Европа ние со 26 членки немаме проблем. Значи сега проблемот што зад кулисите ние не го гледаме во разговорите помеѓу Европската унија и Бугарија околу преговарачката рамка е инсистирањето од Бугарија секогаш кога ќе се спомене македонскиот јазик, кој не е спорен за 26 членки на Европската унија, да стои во најдобрата варијанта, фуснотата дека Бугарија тоа го смета за официјален јазик. Тоа е најдобрата. Другата варијанта е секогаш да стои наместо македонскиот јазик, тоа беа првичните бугарски позиции, да стои формулацијата што имаме во договорот. Мислам, тоа е повеќе мое лично мислење, дека ние треба многу похрабро да говориме за овие теми без никаков комплекс. Значи јас не чувствувам, јас го делам воведот вие што ми го дадовте во прашањето. Јас го делам тоа чувство дека нашиот идентитет е забетониран, зациментиран, но тоа треба да произлезе според мене и како компромисот од оваа блокада што е наметна Бугарија. Вие сте актуелен посредник на Јас сум специјален представник на македонско-бугарските во оваа фаза, нели, на македонско-бугарските разговори околу во последните 11 месеци. Така. Значи вие сте активно таму, присутни релација Скопје-Софија, веројатно сте постојано во контакт со многу луѓе и така нема да навлегувам во детаљи. Кој е користа сега од Владо Бучковски во овие, колку рековте, 10-11 месеци? Значи, мојата улога беше дефинирана, условно речено, да го олеснувам диалогот по блокадата, да искористиме можност да наметнеме преку патоказот, преку на български, како што вереа, патната карта, да наметнеме на поинаква динамика во нашите односи. Има ли патната карта? Дефинирана ли е? Ние од наша страна е понудена уште на почетокот на декември минатата година. Дополнувањето од бугарска страна следеа многу брзо потоа, но хендикепот кој се случи во меѓувреме што никој не калкулираше дека Бугарија ќе влезе во таква длабока политичка криза и по изборите во април дека ќе има уште 2 пати избори и од април, значи оваа година, ние се соочуваме со
влада која е техничка, која има мандат да ги подготви изборите, како секоја техничка влада, но и во овој процес да не остане замрзнат, условно речено, спорот. И тука беа правени напори преку бројни контакти, кои ги правев јас, кои ги правеше Министерството за надворешни работи. Како човек, што чувствувате кога идете во таква мисија во Софија, се среќавате со министри за надворешни работи, со разни други личности, со јавни личности од политичкиот и општествениот живот на Бугарија, со поранешни министри и министерки, како ве примаат? Дали ве разбираат дека вие сте македонец и дека генерички овде живее народ кој е македонски уште пред 44? Јас мислам дека нема дилема. Преовладувачкото мислење е дека Бугарија со признавањето, прва држава која призна Република Македонија од 1991. Турција малку владата, но овие избрза, бидејќи владата беше надлежна во Бугарија. И тука е кој е први, но малку ни го тријат, но со 30 години со тоа први признавме. Тоа е дел и од, условно речено, нивната пропаганда, дека ние забораваме кој прв ги признал, забораваме што правеа за време на нафтената криза. Не признаваат некои интереси. Сигурно интересите поради српските врски, веројатно да ги прекинеш побрзо. Интересите се вечни Иванов и Кајнив. Значи, дилемата, затоа што сум таму интензивно присутен од последните 15 години заради моите ангажмани и на Софијскиот универзитет и на Унибит, значи, таму кај интелектуалците, кај тие што претежно јас претходно пред оваа моја позиција се дружев, имавме заеднички проекти, заеднички конференции, семинари, никој пат не беше спорно мојот идентитет или јазикот, но дефинитивно оваа атмосфера, тие самите говорат, да речеме за оваа пригода, го земав да речеме пишувањето во Дојче Веле на бугарски јазик, на еден истакнат интелектуалец и opinion maker, тој е Даниел Смилов, доцент на Софијскиот универзитет и директор е на Центарот за либерални стратегии. Ќе го цитирам. Тој вели: патриотската мобилизација по однос на Македонија време е да стивне. На фонот на автобуската трагедија, која очигледно ги преокупираше нивните медиуми, има искрена желба и на нивните институции да се и многу објективни сме на критиките на бугарските власти, услови за патишта, сигнализација и така натаму, што е право. Значи, вели вака, вика, веројатно на сите ни стана очигледно дека е неопходно да се има човечки однос и добрина во односите меѓу двете држави. Добро е да осознаеме најсетне, вели, абсурдноста на нашето вето. Таа позиција не е оправдана не само од морално-човечки, туку и од тесно, егоистички и национални позиции. Сега, ова до Каракачанов и владата на Борисов, или во мнозинството во владата на Борисов, некако не допираше. Токму така. Сега ќе ве прашам и за новите ветришта актуелни, но ме интересира дали таа декларација во бугарскиот парламент, дали е тој бетон што го донеса и сега не можат и да сакаат да пробијат додека не ја променат таа резолуција, додека не направат некоја пукнатина таму, се чекали сега нов парламент за владата, новата влада да предложи некоја нова резолуција или нека нова формулација која ќе им дозволи на политичките бугарски субјекти да ја омекнат позицијата кон Македонија, затоа што гледаме од темата историја многу мудро ја префалија на темата човекови права. Значи, очигледно е дека либералните opinion makeri, но и либералните политичари, како што сите ги сметаме и затоа охрабрувачки се најавите на победниците на изборите, новата политичка структура околу промените продолжуваат, говорат за еден поинаков пристап, кој сепак ги респектира, условно речено, нивните црвени линии кои ги исцрта нивниот парламент. Сега вештината наша е дали ние можеме да пробиеме низ пукнатините кои се појавија по паѓањето од власт на Борисов, Захариева, Каракачанов, тие кои беа најекспонирани во позициите кои ги градеа визави нашата држава. Значи, условно речено, позицијата на Радев и која се појави пред неколку месеци беше обид председателот Радев, напаѓајќи владата на Борисов,
обвинувајќи го него дека е виновен за проблемите кои се создадоа во нашите односи, да понуди поинакви решенија за надминување. И тоа е, вие добро го забележавте, новиот пристап, да не говориме само за историјата, значи тој не вели да не говориме за историјата, туку да говориме за сегашноста, за човековите права на граѓаните на Северна Македонија кои се декларираат како Стана бугари. преседател Радев по втор пат. Пред да стане преседател по втор пат, исто така манифестираше покрај тоа критиките на владата на Бојко Борисов како конкуренти политички до крај и непријатели во последно време. Вистински политички непријатели, значи ние не ни следевме, мислиме дека тоа е својствено само кај нас, значи тоа е... Тоа колку што јас следев беше, како се вели она во наводници, борба на живот и смрт. Сеедно, победи Радев, но тој, еве, колку вчера, повторно, откако стана преседател по втор пат, уште еднаш ја повтори таа тврда линија и дури испровоцира од мандаторот за новата влада Петков и тој да проговори на таа линија, дека остануваат на тој став што го има нивниот парламент и дека разговорите, дека Македонија ќе мора нешто многу да попушти. Веќе има ли некоја рамка и од наша страна за која јас барем насетувам дека Радев и покрај таа тврдина што ја манифестира дава шанса за Македонија сепак дури сега пред крај на годинава да ги почне преговорите. Со некакви тешки услови се разбира. Значи, условите се на маса. 5 точки за кои се преговара основата останува португалското председателство. Предлогот на португалците кои го наследија словенците, базата е од германскиот уште предлог, тој е првиот обид кој го прави нашиот тим во Берлин да дојде до затварање. И каде сме сега, што прогнозира Бучковски во однос на новата политичка клима во Бугарија и со стариот Радев? Значи, Радев ќе се обидам затоа што вие ми давате мотив да не парафразирам, туку од неговиот кабинет вчера, значи, стигна соопштението дека имал телефонски разговор со комесарот Вархеи, каде што во самиот извештај од неговиот кабинет се говори за неколку работи кои треба да не охрабрат дека реално не само што има притисок од меѓународна заедница, туку се бараат решенија, излезни решенија. Да речеме според Радев кој вели за да дојдеме до конкретен резултат, значи говори за конкретен резултат. Треба да се почитуваат правата на бугарите, тоа е веќе една задача која нашето Македонија околу тоа нема проблем. Ние мислам дека тука без комплекс треба да влеземе во институционална разрешница на сите случаи кои се посочени како евентуално дискриминација на етничко основа. Мислам дека тоа и јас не сум сретнал, иако на една средба што имав за волја на вистината пред неколку недели со председателот на ГДУ Петар Колев и со членот на раководството Ѓорги Трендафилов, ми посочија за десетина случаи на дискриминација заради припадноста на бугарската етничка заедница. Јас побарав да добиеме официјален документ кој би го разгледала владата. Или да се пријават тие луѓе, има институции. Значи, имаме институции, тоа што говорите, значи, тука ќе треба... Ние ментално како општество и како држава ќе немаме проблем со тие теми. Јас мислам дека апсолутно за тука немаме, и ќе биде предизвик да ги видиме тие случаи. Ние не само што ги имаме институциите, како што е омбудсманот, не само да ги видиме Бучковски, веројатно и да ги решиме. Па да ги ние имаме и силни невладини организации кои мислам дека ќе бидат подкрепа, ако има проблем околу довербата во институциите кои наводно ги сториле победите. Немаме проблем околу тоа и нема да имаме, се разбира. Но може ли Бугарија да има проблем околу темата што ја отвара сега во Брисел пред Европската комисија за човековите права во Македонија, наспроти човековите права во Бугарија, не само на македонците, едно од прашањата и на другите етнички заедници. Едно од прашањата, значи на масата. Дали самите зацапуваат во некаква жива кал на таа европска тема? Мислам дека свесно, бидејќи ние долг е нашата заедничка комуникација околу барањето на решенија, каде што би биле реципрочни во методите кои едните и другите ги имаме како инструменти да ја подобриме положбата на човековите права. Нивната
нивниот пристап е, сега ова е новина за нас. Досега, Иванов, бидејќи вие сте новинар со долгогодишно искуство, претежно во нашите медиуми, во нашата јавност, бевме преокупирани со правата на македонците во Пиринскиот дел од Македонија, о правото на здружување, долги се приказните околу Омо Илинден. Значи, сега префрлувањето на топката во нашиот двор, мислам дека ни дава шанса да покажеме еден модел кој кај нас функционира, но кој е различен од нивниот. Промовирајќи ја граѓанскиот концепт, тие не ги гарантираат правата на заедниците, како што ние ги гарантираме во нашиот устав и ги наведуваме припадниците на сите заедници уште во преамбулата. Значи ли тоа во оваа фаза да премолчуваме околу терминот реципроцитет? Не можеме да премолчуваме, но мора да бараме, тоа е умешноста на експертите, на дипломатите од двете министерства. Кога велам премолчуваме, мислам дека и нашата генерална надворешна политика е човековите права преку Европската заедница, нели таму се тие декларации. Советот на Европа, сите документи што ги има, значи ние тука немаме дилема и тука е дали определбата што имаме и во договорот од Преспа и овој договор со Бугарија за немешање во внатрешните работи ќе не доведе во позиција некој да не обвинува дека се мешаме во внатрешните работи. Ние, сега кога говорите вие вака, ние да речеме премолчувавме во изминатиот период некоја тенденција која постоеше од бугарска страна што може да добие квалификација дека е мешање во нашите внатрешни работи. Сега ќе ве цитирам во оваа емисија пред 5-6 минути спомнавте термин треба да бидеме потврди кон ова прашање. Прашањето надираше околу идентитетот, нели Обединетите нации ги спомнавме и така натаму. Што значи тоа потврди? Како треба сега Македонија и Владо Бучковски да настапува со своите партнери соговорници таму, нашиот министер, Јас тоа го говорам, значи мојата улога е да го олеснам диалогот, а не да го милувам терминот црвена линија, но каде е црвената линија на македонскиот идентитет, на македонската нација, на македонскиот етнос визави овие разговори од ставовите на официјална Бугарија. Значи ние мора да се држиме и покрај сите перипетии како и кој ја направи декларацијата што е усвоена во нашиот парламент, кој го допира прашањето околу идентитетот, тоа е јазикот и припадноста, етничката заедница. Нарушува нешто таа декларација наша? Мислам дека беше обид да направиме некој баланс, да ги соопштиме однапред, затоа што беа свесни предлагачите, ги предложи ВМРО ДПМН, но беше свесен и СДСМ и други кои прифатија дека тоа може да биде... дека другите повеќе прифатија од дневно актуелни популистички причини поради изборни гласови. Дека беше тоа маневарски потез кој го направи власта за да го даде шанса и ВМРО ДПМН да биде дел од програмот. Содржината на нашата декларација на македонската воопшто не е резолуција, не е пречка за продолжување на разговор. Јас мислам дека тоа не е пречка. Но бугарската е зид нивната декларација, но мислам дека нивната декларација, јас знаете како е дефинирам. Вие сте професор по право. Значи декларација и резолуција. Нивната е декларација. Тоа значи став. Тоа не е документ кој обврзува. Но е постигнат со висок степен на консензус и тие велат постигнавме ние национален консензус. Има ли шанса новиот парламент на предлог на новата проевропска влада, очекувањата се такви, нешто да промени во таа декларација или да направи нова декларација? Ја мислам за разлика од вас, тој го говорам трагајки по решенија и во неформални разговори со дел од политичката елита во Бугарија, дали е тоа сегашната. Постојано сите се вадат на таа декларација. Јас тоа говорам. Дали ова таа блокада, дали овај зидо што не нивната дефиниција вика тоа е лавиринт низ кој треба заеднички да минеме. И сега јас обидувам и тоа го говорам и со премиерот и со министрот за надворешни работи кога разменуваме мислења и ги пренесувам пораките каде е маневарскиот простор што можеме ние како македонци, затоа што пред се јас имам исклучително разбирање за дел од позициите кои ги има бугарската држава. Затоа што ако сме напишале вие на почетокот така кажем дека треба заедничката комисија
за историски образовни прашања да постигне некој напредок во изнаоѓањето на личности наставни кои не обединуваат. И почна многу добро. Речеме, јасно е дека светите браќа Кирил и Методи, Климент и Наум, дека се тоа што е заедничко меѓу двата народи, меѓу двете држави. Значи тоа е меѓу словенските. Веќе не се само бугарски браќа, бидејќи и од други Но тука сакам да кажа, но во таа зовриена атмосфера, кога се собира во предизборието поени на Македонија, да речеме на предлог на ВМРО на Каракачанов во парламентот помина за ова што говорите дека не се тие словенските браќа, туку тоа се бугарските, тоа е испровоцира реакцијата на Чешка и Словачка, значи и на други земји, други земји кои се дел од милје. А така е. Значи, тргнувајќи од ова, се што говориме, значи дел од барањата и самите станаа свесни, кога дојдовме Самуил, Гоце Делчев, за тие две личности се водеше разговори во изминатите година и пол. Самите представници на бугарската влада или бугарскиот председател говори дека не биле разбрани во Европа, затоа што Европа реално не може да даде поддршка на бугарските барања во тој правец. И затоа сега, ги гледате отворено, говори и нивниот службен премиер Јанев, дека по промената на нивната концепција и стратегија почнале во Европа да наоѓаат на разбирање за правата на бугарите во нашата држава. Збора, професоре Бучковски, ова нови избори во Бугарија, парламентарните за председателските и вака и така, бидејќи нели истата личност ќе води Бугарија во наредните. Туди гледам веле истата личност во вториот мандат што може очекувањата кај нас да биде. Втор мандат нема право на трет. Може да се смета дека карактерно може да биде пофлексибилен во однос на македонско-бугарските прашања, но таа тема ќе покаже времето. Не благодарно е да даваме прогноза. Дали новите ветришта се студени или се топли? Како гледате промената на, не мислам само на власта, него воопшто на целото бугарско општество кое е преоптоварено со македонството и македонизмот, преинфицирано, предеконтаминирано? Има ли шанса малку тој европски ветер да дувне? Би бил субјективен по изјавите што ги даваат и Петков и Василев и Даниел Лорер, кој е одговорен во нивното движење за надворешната политика, дуваат позитивни ветришта. Значи, но треба да се види како ќе одат преговорите меѓу коалиционите партнери на темата меѓународна политика, каде што на прво место сите велат е односот со Македонија. Социјалистите се претврди се уште? Социјалистите го држат ставот изразен во бугарскиот парламент како консензус меѓу сите партии. Има таков народ е нешто помеѓу, а многу полиберален е пристапот на промените продолжуваат и на демократична Бугарија. Како тоа ќе изгледа, ќе видиме во сабота е навестено дека тие прават еден што во бугарското општество се смета за голем исчекор во демократизацијата. Четврти ден веќе се јавни преговорите меѓу политичките партии. Цело време тврдат, во однос, враќам пак на македонско-бугарските релации, на нашата болка, конечно да се крене рампата и да почнеме преговори, заради нашите вредности европски. Прашањето ми е дали сепак може до крај на година, има ли шанси, или како го коментирате прво, полскиот председател дојде овде во Македонија. Јавно изјави дека ако тоа Бугарија не ја крене рампата, јас ќе ги направам чекорите што се нужни за Македонија да ги почне. Што сакаше да каже тој господин? Една работа и втора работа и Вашингтон исто така притиска и речиси Макрон задача на своите амбасадори. Од бугарска страна цело време тврдат дека ние нема да подлегнеме на никакви притисоци. Тоа го прават за домашната јавност, предпоставувам, или навистина се толку тврди да, како велат она народски, не ги боли уво ниту за САД, ниту за Брисел, ниту за Европска унија, ниту за, не знам, Вашингтон. Според моите проценки, една беше позицијата пред изборите за парламентот и за избора за председател, сега е сосема нова позиција. Треба да го видиме вистинското лице и отпорноста на притисокот кој за волја на вистината и тие го признаваат дека го има.
Значи, вие цитиравте што кажа овде председателот на Полска Дуда, го слушнавте што кажа холандскиот премиер Руте, никој не ја демонтираше преписката. Ескобар, американскиот висок дипломат за никој не ја негираше француската заложба до 14 да има решение до 31 декември да биде првата меѓувладена конференција за Македонија и Бугарија. Вчера повторно на средбата со Пленковиќ во Загреб, Макрон ја постави темата Македонија, Бугарија, нивната заложба и барањето решение. Не кријат Соединените американски држави дека чувствуваат дека нивните сојузници во НАТО, тоа се Македонија и Албанија, покрај Бугарија, заради блокадата страда и Албанија, го нарушуваат стабилното јужно крило на НАТО. Сега веќе има и друг поглед од американска страна, геостратешки, гледајќи како сме ние на Балканот како сврзани садови. Тоа значи околу прашањето не само човекови права, тоа е помало прашање. Проблем ќе имаат во Бугарија во тие глобални стратегиски движења во светот. Јас се почесто гледам сите говорат, ја ви цитирав само еден автор, да речеме денеска го читам и нивниот исто така влијателен професор Оген Минчев кој говори дајте во договорите најдете некои заеднички точки што може брзо да се реализираат, бидејќи меѓународниот притисок се зголемува, регионален станува проблемот, затоа што објективно вие вака како што велите кој е излезното решение? Веројатно излезното решение ќе биде на тој начин, никој не смее да биде прво понижен. Тоа беше и нашата порака. Кои се вашите сознанија па и чувства на тие релации одење? Москва преприсутна и во Бугарија? Јас мислам дека тоа не е. Дали е Москва една од пречките за ова што сега се случува за таа тврда линија? Јас сум поблизок до сваќањето на оние сериозни аналитичари и во Бугарија, па и во регионот, кои тврдат дека Русија секој пат ќе искористи вакви шанси да ја покаже нефункционалноста на ЕУ или нефункционалноста на НАТО, без директно да се меша, но суптилно преку инсталациите кои има. Бугарија, да не заборавиме, држава каде што е јасно и обичниот народ е таму поделен. Едните се русофилите, другите еврофилите и тоа не е тајна и тоа се прекршува и на сите избори. Па дури и сега гледате каква беше изјавата, да речеме, на председателот Радев на сочувањето со против кандидатот Герџиков околу Крим и како тоа предизвика лавини на реакции. Но тоа беше дадено на 2 дена пред изборите, додворувајќи се веројатно председателот Радев на едно широко гласачко тело. Така што и реакцијата за тоа прашање на Европа, на американците говори дека прво ние треба да сватиме дека Иванов решението не е само во Софија. Решението и кај нас. Значи, ние, како што го водиме отворен овој разговор, значи, не треба да има табу теми. 5 теми кои се на маса треба да говориме. За почитувањето на човековите права, ние први треба да инсистираме, да, тоа да биде топ приоритет за да го покажеме нашиот капацитет. За историјата, до каде може да подпише Македонија? Што треба да подпише во тие чекори уште од времето на Бојко Борисов и на Красимир Каракачанов и на Захариева. Знаете што барае они да се подпише, барае и нов договор и така. Што всушност сака да признае македонското општество, македонскиот народ дека се народ оддасно? Тоа ли го барае? Тоа е спротивно на договорот. Значи во договорот не треба да има претензија заедничката комисија да создаде дополнителен конфликт меѓу двата народи, туку да видиме што заедничката историја не обединува. И беа набележани, да речеме, ако сакате веќе да говориме за оние теми кои се набележани во објаснувачкиот меморандум на нивното Министерство на надворешни работи, покрај овие 4 заеднички личности кои се усогласени, 5-та е царот Самуил, 6-то е Гоце Делчев и неговата улога, 7-та е точка ВМРО ДПМН, 8-та Илинденското и Преображенското востание. Така што тие се темите, но мене што тој пристап што го промовираше промените продолжуваат ми дава надеж. И тие стануваат свесни, бидејќи не прифатија да имаме медиатор. Ние уште на почеток од нашето Министерство за надворешни работи преку министерот Османи, на неколку пати тоа го спомена и председател Пендаровски. Има и други вакви конфликти за заедничката историја, за историски прашања комисии. Тоа се германците со пољаците, тоа или со Франција.
работеле со години, затоа што треба да биде целта. Не можеме ние да го вратиме тркалото Добро, на може ли да историјата. разберат, таму не ми е јасно, е вака сте и во неформални често средби со интелектуалци, со луѓе од јавниот живот и од политичкиот, па директно од политичари. Историските настани се замрзнати во минатото. Тие Не можеме да ги промениме. Тие не може никој да ги промени. Не можеме да ги Што и промениме. да напишеме? Дали тука Македонија може да ја види шансата нешто да им во наводници удоволи на бугарската страна, можеме, за да ги почне вие преговорите, бидејќи гледате- Европа е перспективата, не е перспектива минатото. И јас Во таа мислам смисла дека- прашам колку сте вие оптимисти. Клучот нема да биде во наоѓањето на решенија за прашањата кои кулминира во работата на заедничката комисија. Јас кога говорев за поддршката, значи методологијата треба да биде јасна. Значи почна и во бугарска страна, што мене пријатно ме изненадува, некои, да речеме, радикални поднаводници личности да говорат дека ако веќе не можеме да продолжиме на овој начин, ајде да промениме методологијата и тогаш да се договориме кои се тие историски документи кои ги има во архивите, такви како што се без коментари да ги направиме достапни на јавноста. Но забораваат дека оваа комисија треба пред се да направи еден обид, да ги хармонизираме учебниците за основно и средно образование, затоа што и според председателот Радев, тоа неколку пати го споменува, го апострофираат како една од причините, тоа е упатено код нас, каде што преку учебниците и создавањето на свеста на младите генерации, но тоа важи и за едната и за другата страна. Токму така, но хармонизацијата ни затоа треба похрабро да тргнеме во овој процес кој е реално процес кој мислам дека е добар и треба да го направиме, но без комплекси, без калкулирање. Јас храбро мислам дека треба да се отворат некои теми од нашата понова историја. Да речеме, и јас и вие кога сме учеле, јас сега гледам, имаме една дупка во нашата понова историја. Значи, имаме Македонија меѓу двете светски војни. Добро. И никој Дали па не овие сме чести, Вучковски чести избори кај нас, постојано на популизам се оди во реториката предизборна, секоја година избори, и тоа попречува во решавање на некои круцијални државнички Да прашања. речеме, немањето на заеднички јазик меѓу власт и опозиција, пред се СДСМ и ВМРО ни нанесе сериозен проблем. Да, уште две куси прашања, многу брзо ни одмина и ни истече времето. Останувате на оваа емисија, на оваа функција Мене ми стекува мандатот до крајот на овој месец. Во разговори со председателот на владата договараме продолжување на мојот мандат. Да се чекаме, брзо ќе биде идната седница на владата, идната недела да Како видиме ги исход. цените овие најнови актуелни политички случувања, денови и СДСМ со оставки, неоставки, нова влада, ново мнозинство, мало мнозинство? Ќе имаме ли избори до година во редни парламентарни или ќе издржи ова мнозинство? Значи, еден од најголемите, според мене, авантури што ги има направено политичката елита во нашата држава е се тоа што се случува по локалните избори. Значи, бевме на граница да изгубиме и оваа шанса. Значи, сега ме прашавте на почетокот и ви кажам на крајот. Шансата постои, но не е огромна шансата. Но ако ние немавме влада, ако паднеше владата на оваа фамозна промоција на новото парламентарно мнозинство, бидете убедени дека ќе молестеше на многумина и во Софија, но и во Брисел, кои се обидуваат да изнајдат решение и да го надминеме овој проблем со Бугарија. Јас сум умерен оптимист дека тоа можеме да го направиме сега, затоа што не зависи во најблиска иднина. Вие предавате на факултетот во Скопје, римско право, каде предавате во Софија? На Унибит имам еден голем проект кој го работиме веќе 4-та година со Софискиот универзитет. Останувате тука во рамките на како се вели она универзитетската фела или малку малку дипломатски амбиции, амбасадорски? Јас никој пат не заминав од академската зеница, дури кога бев премиер и министер за одбрана и пратеник. Што ќе биде понатаму, ќе видиме предизвики за мене да успееме да најдеме заеднички јазик, да го искористам и кредитот што го имам, врските кои се градени со години со луѓе и поранешни политичари кои се влијателни, кои сега гледам дека стануваат посилни во намерата да се најде решение кој ќе биде. Имате овде и противници на позицијата на која сте сега, односно улогата што имате во македонско-бугарскиот спор.
Има. Како реагира? Имало их има. Иванов, јас уште од 97-та, кога станав член на Централниот одбор на СДСМ, па во овие изминати децении, научив дека ако си одлучен во намерите да се бавиш со јавна функција како што е ова, мора да се трпат и критики и да се чуе и поинакво мислење кое секогаш не е добронамерно, но некогаш критиките може да бидат исто така ако сте доволно искусен и умен и показател дека некои работи може да се направат и поинако. Дистрикт Цивил прес студио, професор доктор Владо Бучковски ви благодарам. Благодарам за поканата.